Клупите и столчињата се празни. Во училницата е само професорот со лаптоп, учебник и белешки. Порано тоа ќе значеше дека моментално не се одржува час, а професорот се подготвува за наредниот. Но годинова ова е начинот на кој се изведува наставата. Часот тече онлайн, а како тоа изгледа имавме прилика да проследиме во гимназијата во Гостивар со професорката по англиски јазик Блерима Амети. Онлайн наставата е голема промена во образованието и носи потешкоти и предизвици кои ќе мора постепено да се надминуваат. Јас лично, прво имав потешкоти со креирање на класови, на клас лично мој. Главниот проблем не беше да го креирам клас, него тие паспорти што беа доделени на учениците, тие не знаеа како да се регистрираат. Тука дополнително 3 дена работевме како да ги внесеме во системот. Потоа требаше и да ми се објасни како тоа функционира, затоа што апликацијата е на англиски. За нас кои знаеме англиски тоа оди лесно. Но за учениците, па и за колегите кои не ги знаат добро овие термини тука, тоа е проблем. За училишните управи најголем проблем се обезбедувањето на соодветни електронски уреди и стабилна интернет врска, за да може наставата да се одвива непречено. Снимање на лаптоп, слаба интернет врска, иако сега со А1 имаме договор да се појачи врската, чекаме на тоа. Тоа е недостатокот на лаптопи со перформанси што треба да се реализира националната платформа Microsoft. Учебната година почна пред една недела, а за досегашното искуство и доживување на онлайн наставата, професорката Амети вели. Не е исто. Например, јас лично сакам да почувствувам атмосфера. Ми треба постојан фидбек. Ова е англиски час и треба да се слушнеме, па и да се видиме, затоа што некогаш лицето зборува повеќе него што тие ќе го кажат на вистина. Тука не можам тоа добро да го видам, затоа што, например, не ги гледам, само ги слушам и тоа можеби некогаш не ги слушам како што треба. Не е исто и не е заменливо, не може да се замени онлайн со лајв наставата. На гостиварска територија согласности за настава со физичко присуство добија само неколку училишта во селата. За останатите, онлайн наставата засега ќе биде секојдневие.